ако, например, Господ реши на планетава Земја да ни ги олесни маките и реши да можеме ние сите нашите маки да ги дадеме на една личност и ние да се отарасаме од тие маки, и таа една личност по случајен избор бидам јас, од нигде никаде јас. Нема бидам тажна, многу луѓе би си помислеле, леле, тажна, нема бидам тажна, затоа што знам дека имам едно место кај што можам да ги дадам сите тие маки. И тоа не е некоја личност, туку тоа е еден град, тоа е мојот омилен град. Не знам колку можам со зборови да ви го доловам, пошто многу го сакам тој град. И едноставно, таму кога бев, сите мои желби се исполнија и на тие што ги знам, луѓето им се исполнија желбите. Не знам, сите луѓе се насмеани во тој град, има шаренило, цело време е лето, а моето омилено годишно време. Многу е убав, не можам да го опишам колку што е убав. Насекаде има смеја, никој човек, значи човек еден на друг човек не му мисли ништо лошо. Ама имам многу врски со школа, сега учам и не можам да одам сега во тој град. И морам да го опишам и градот во кој што сум. За жал. Тоа е град во кој што има претежно сивила, каде што улиците ме гушат секој ден. Има безизразни лица, нема емоции некогаш во луѓето. Не се пронаоѓам во тој град, каде што некогаш ќе светне слнце, ама нема цело време слнце. Сега, знам дека не ви е гајле толку многу за овој град, туку повеќе ви интересира за претходниот град. Кој е тој град? Дали може да отидеме во тој град? Затоа што до сега, накој што сум објаснувала за тој град, сите тоа ги интересирало. Сега, тој град, еве сега јас ќе ви кажам како јас стигнав до тој град. Седев еднаш и размислував, еве сега јас разговарам со вас. Јас разговарав претходно со други ученици во школа. Разговараме цело време со други луѓе. Ама Господ не заборавил. Може не го дал тој ден за вадење на сите наши маки, ама за тоа не заборавил. Ни дал можност ние да си правиме муабет со себе си, да си разговараме со себе си. Мислам дека ако секој човек застане и си разговара со себе си и успее да се погледне во очи искрено, да си каже се што има, прво на себе си, а потоа на другите, сите би живееле во тој град. Тоа би бил и овој град. Тоа би бил и секој град. Секој град каде што каде иде човекот, секое место.